понатаму со утринската нателма и со интересни разговори и интересни животни приказни и се разбира, верувам дека ќе го задржиме и вниманието во продолжение со нашата следна гостинка, која што ние малку подалеку, не ние во нашето студио, но онлайн се разбира ќе можеме да се дружиме и да зборуваме за животот во Дубај и за она што таа има да го сподели со нас. Одамна нисме се чуле, нит сме ја виделе, се разбира. Таа веќе живее таму, нели, со својот сопруг, кој што исто така од Македонија си имаат и детенце, веќе има и своја редовна работа која што е многу интересна, така што и сите оние кои што ги интересира Дубај како таков, за сите оние работи кои што треба да се видат, посетат, но и сите оние кои што можеби планираат да работат или да живеат таму, веројатно ќе ви бидат интересни сите овие приказни и разговори кои што ќе ги направиме со Снежка Делимитова Јаневски. Ова ново презиме никако да го запамтам, но ете ќе го прочитам за да не го утнеме, пошто исто така е битно, така ли? Снежка, здраво! Мархаба! Мераба, да. Хабиби, come to Dubai, како си? Супер, Хабиби, супер, одлично, како сте вие? Одлично, таму од прилика пладне, така? Да, точно 12 на пладне во моментов, 24 степени Целзиусови. Еве, да ве апдейтирам. Се стопило, значи, се стопило. Тоа беше последното што го слушнав. Па од 24, ама од оние ладните зимските, да ти кажам право. За нас ова е ладно, за нас 50 е нормално. Да, добро, ако веќе одиме по тие температури во Дубај. Но во секој случај може да се оцени како поладна зима и период во Дубај? Годинава започна малку подоцна, беше топло, декември се уште одевме на плажа, можам да кажам, се сончевме. Потоа наеднаш фати ладно, ама оваа година морам да признам покасно, глобалното затоплување веројатно си го прави своето и да, месец јануари е навистина ладно, врнеше дожд 3 дена, тоа е празник овде. Да. Сите се радува дека врне дожд, сите снимаат со телефони и постираат на социјални мрежи дека врне во Дубај. И беше владно, 15 степени беше, дома со јорганче. Да. Така да, меѓутоа сега постепено ќе се стопли, веќе во февруари ќе биде потопло. Сега е идеално за шетање надвор, значи оние кои што планираат да го посетат Дубај во овој период е навистина идеален период, затоа што слободно може да се шетаат надвор, да седат надвор без да им биде жешко или да им биде ладно. Сега како пролет во Македонија, да речем. Во идеална температура за сите оние кои што сакаат да ги видат, нели, сите знаменитости баш на прошетка. Да. Како е да се живее во Дубај? Ке ме потсети само колку време си таму, колку време живееш, чинам дека од прилика се веќе 10 години. Со својот сопруг, пар од Македонија сте, нели, твојот сопруг е македонец, реков имате и детенце, синче. Убаво ли е и се разбира, сакаме да чуеме и оние предности, па и мани, нели, за, може да кажеме, странски државјани кои што живеат во таа земја? Така, оваа година е веќе 11-та година, значи поточно 10,5 години сум во Дубај, време лета. Лета, богам. Така, значи, само пофални зборови, само убавени можам да кажам, фала му на Господ, што ете мене ми се погоди, што ви рекло народски. Дубај е прекрасна земја затоа што нуди многу можности, сите оние кои што сакаат овде да дојдат да започнат работно искуство или пак можеби да напредуваат, тоа е навистина идеална земја, затоа што, како што веќе реков, нуди многу можности и мислам дека е една од најбрзо растечките земји во светот. Секоја година има постојано некои иновации, така што секој кој што планира да дојде, нормално најпрвен треба, нели, да се осигура да најде работа, добра работа, затоа што е скап животот во Дубај. Меѓутоа е навистина убаво. Можете да напредувате, можете да уживате. Ете, јас дојдов чисто да видам како е во Дубај, меѓутоа останав толку време. Само 11 години, да. Само 11, да. Само 11. И веројатно веќе животот те врза, што викаме таму, нели, со оглед на тоа дека имате синче и веројатно веќе планирате и долгорочно да останете, така ли? Па ќе видиме, знаете како Дубај е малку транзит земја, во смисол моментот кога веќе нема да имате добри приходи, мислам дека нема да можете да обстанете, освен ако имате добри savings. Да. Така да
Меѓутоа, ете, ќе видиме како ќе дојде. Сега за сега е добро. Како што реков, јас го работам тоа повторно што го сакам. Знаете дека претходно во Македонија исто го работев тоа што го сакам. Бевме колеги на радио и телевизија. Овде исто така имам шоу на радио, се вика Ибица Глобал Радио. Секој понеделник имам радио шоу каде што не зборувам многу, меѓутоа повеќе музика. Имам свој микс, да речем, се вика DJ Hour by DJ Nena. Ибица Глобал Радио Чекај, јас само да појаснам малку, да појаснам за гледачите. Иначе, нели, и да подсетиме, овде беше многу позната радиоводителка во Антена 5, Чао Антена во 18 часот редовно и може да те слушаат секој работен ден. Исто така, ова што го спомена DJ Нена, тие се уметничко име како диџејка и она што навистина, нели, со радиото и она што ти беше примерна професија и нормално емисија на телевизија. Но она што, нели, кога веќе го врзуваме муаветот за диџејската работа, да, познаваш многу диџеи, со самото радио си бил и во позиција да пушташ музика и така натаму. Има допирни точки, но сепак е различно кога примарна професија ти е сега диџеј. Веројатно тука имаше голем удел твојот сопруг, така? И како одеше таа приказна? Сега си навистина позната и буквално букирана секој ден. Да, мојот сопруг го запознав овде додека бев на. Твојот сопруг е познат, така што оваа прилика можеме малку да го испофалиме и него. Да, ќе го споменаме секако. Го запознав додека бев на одмор овде. Значи, јас не знаев дека има некој диџеј кој што е познат и успешен овде во Дубај. Како и да е. Точно дека ние соработуваме, да работиме заедно, имаме и компанија за ентертејнмент и си помагаме нормално. Меѓутоа, стилот на музика што го пуштаме не е ист, така. Секој си има своја куќа, матична да речам, каде што сме резидент диџеи. Јас сум ангажирана секој ден, немам day off, веќе во последниве 4 години и сум навистина среќна затоа што навистина го сакам ова што го работам. Радиото ми дојде како шлаг, затоа што како јаготка на шлагот поточно, затоа што навистина ми фали радиото како медиум, иако немам таква емисија каква што сум имала еве во Македонија, сепак радиото како институција и да бидам дел од тоа ме прави навистина среќна. Еве морам да споменам сега дека бев дел од еден фестивал кој што Ибица Глобал Радио го организираше, каде што Себастијан Леџер и Рој Розенфилд, тоа се двајца познати продуценти и диџеи, кои беа главни диџеи на вечерта. Јас бев исто дел од тој фестивал кој што навистина представува гордост, затоа што мене токму ме избраа да бидам таму. А што се однесува до сопругот, тој е организатор, например, на настани какви што се Формула 1, Гран При, секоја година се одржува во Абу Даби, исто и јас бев дел таму, пуштав музика. Помеѓу Роџер Санчес, помеѓу сите оние други познати имиња кои што беа дел таму. Исто така тој после ковидот немаше некој голем настан посебно во Абу Даби, затоа што Абу Даби беа многу стрикни кога веќе зборуваме за тој ковид период од животот. Беа многу стрикни и тие последни почнаа да се отвараат кон светот или да организираат забави и настани од таков тип со поголем број на публика. Така што Дарко Даџан, така му е уметничкото име. Тој беше организатор на тој фестивал каде што беа Mambo Brothers, Йорис Ворн и Клептон. Тие се исто познати имиња во музичката сцена и беше навистина многу успешен фестивал. Таму во W хотелот се одржуваат и UFC, се одржува World Cup, се одржуваат многу настани, тој е главен организатор на тоа. Значи кој се знае работата може да биде успешен иако е од Македонија. Така ли? Точно, нормално. Нема врска националноста. Да, нема пречки. Гледаме, во моментов гледачите гледаат дел од твојот сет на Ибица радио, нели, во твоето Ибица Глобал радио, нели, твоето радио шоу, кое што се емитува и на YouTube Live, така што сите оние кои што се заинтересирани, нели, ја сакаат ова музика, можат нормално и да ги следат целосно твоите сетови. Ние извадивме само мал дел, нели, во контекст на овој разговор. Но дали се доволно отворени радијата за радиоводител? Бидејќи тебе ти беше таа примарна професија, да, во секој случај се бара, нели, убаво познавање на англиски, претпоставувам, затоа што, нели, во Дубај знаеме дека е... Да, треба всушност да бараат луѓе кои што зборуваат, кои што англискиот јазик им е мајчиња. Така што нема тука компромиси. Тоа би било пречка. Тоа би било пречка, да речеме, за... Па да.
Па да, во секој случај, сега добро, Ибица Глобал Радио е малку послободно во тој поглед затоа што нели е матичната земја е Шпанија, на пример колегата кој што го води шоуто во понеделник има тотално шпански акцент. Меѓутоа, тие се водители кои што доаѓаат директно од Ибица Радио од Шпанија, така што тој е таму заради тоа што доаѓа од матичната земја и го представува неговото радио. Меѓутоа, јас сум среќна и со ова, така да немам ни време. Нема ни време, така е. Добро, никогаш не знаеме животот каде ќе однесе, така е. Но во секој случај убаво е кога ја работиме работата што ја сакаме, а верувам дека оваа работа е таа која што и нормално тебе те исполнува и ти ја сакаш, а со оглед на тоа, еве сега ќе го продолжиме муаветот, дека веќе си резидент диџеј во оној хотел за кој што се зборуваше по сите портали и медиуми и кај нас, најскапиот хотел кој што се отвараше, каде што прочем и Бјонсе го отвараше за 24 милиони долари хонорар, нели? А ти си секој ден во тој хотел, браво, Снешке, ти завидувам во тој поглед. Еве имаме инсерти првенствено да видиме од хотелот, нели, оно што име нивно како рекламно видео, а потоа ќе видиме и делот настапите на Бјонсе, додека јас и ти се разговараме, нели, за тоа искуство, со оглед на тоа дека беше забрането да се снима, ама сепак луѓето нормално наоѓаат начин тоа да го емитуваат по социјалните мрежи. Ајде малку така, за овој пресврт и оваа нова, веројатно нова работа, така, со оглед на тоа дека сега се отвараше овој хотел. Од каде, како баш? Да, локацијата е нова, меѓутоа ресторанот кај што ќе работам не е нов. Значи се работи за Хакасан ресторани, ланец на ресторани во светски рамки. Во Лас Вегас, најдобриот клуб што е прогласен на светот, каде што резидент диџеи се Стиви Оки, Тиесто, Аксвел и така натака, всушност е дел од оваа групација, од оваа компанија. И сега во Хакасан ресторанот јас сум резидент диџеј веќе во последните 4 години. Во овој нов хотел кој што сега се отвара, кој што повторно е дел од хотелот каде што сум сега, во овој сега да го наречам веќе стар ресторан, дека нели се отвори нов. Отварањето на Ројал Атлантис беше навистина ексклузивен настан, се зборуваше на големо овде, посебно настапот на Бионсе за самото отварање. После 5 години Бионсе прв пат настапи овде. За таа сума вртоглава сума која што ја споменува од 24 милиони долари. Навистина беше спектакуларно, беше вау. Прекрасни огномети со сите джет сет познати селебритис, не знам уште кој не беше таму, освен тоа што беа Бионсе, Джей-Зи, Кендал Дженер, Фет Джо, Swedish House Mafia. После настапот на Бионсе, Swedish House Mafia настапија со свој сет. Отварањето на Линг Линг, кој што е дел од Хакасан ресторанот, каде што јас ќе бидам дел, беше се случи ден потоа во неделата, каде што Фет Джо и DJ Magnum беа гости, нели беа задолжени за забавата. Беше навистина спектакуларно. Како што се најавуваше, така тоа е. Да. Како да ви кажам, тоа само треба да се биде таму и да се доживее. Како ви кажам, можеби нема нели да се добие истинска слика. Се обидуваме некако да го доживееме визуелно, со оглед на тоа дека во моментов гледаме инсерти, нели да ти појаснам од настапот на Бионсе, нели она што можеше да се најде и што иако беше забрането снимањето. Да, беше. Очекувано дека сето тоа ќе биде спектакуларно со оглед на хонорарот кој што издвоен само за пеачката, да речеме, можеме да замислиме колку тоа чинело во организацијска смисла, нели, во самото отварање. Да, беше безпрекорно, морам да кажам. Значи, со целата сцена посебна која што беше направена, танчарите, певратачни вокали, не знам што немаше, че тоа лајт шоу, беше навистина спектакуларно. Спектакуларно, профи, како што доликува на една дива. Да. И како што доликува, верувам, и на овој хотел. Да. Дефинитивно. Како што доликува на Дубај, едноставно ќе кажем. Има ли туристи, еве така некако да завршиме, со оглед на тоа дека нели се случуваше и светското првенство во фудбал, верувам, или можеби не, дел од оние посетители кои што нели беа наменски отидени за светското првенство во Доха, верувам дека го посетија Дубај или беа сместени со оглед на тоа дека нели се наоѓаше, се бараше место плюс. Или не? Така, Дубај
Па тоа сакам да речам, Дубај очекуваше бум за време на светското првенство, дека се ширеа муабети дека повеќе нема место во Катар, не знам, луѓето ќе доаѓаат овде, па ќе одат таму, не знам, беше чудно, токму тој временски период се погоди, се поклопи со распустите на училиштата, училишните распусти зимски. И сега не знам дали луѓе во сите отидоа таму, плюс знаеме дека последниве 2 години се уште имаше рестрикции во однос на патување. И сега можеби луѓево отидоа повеќе на зимски распуст, не знам, меѓутоа тој период беше празно во Дубај. Откако заврши првенството, тогаш тој викенд беше фул и се врати во нормала. Меѓутоа до тогаш навистина беше чудно. Беше многу чудно. Во Дубај сите коментираа дека таква сезона немало до сега. Слаба, да речам. Меѓутоа сега се е вратено. Сега се е нормално вратено. Сега Хабиби come to Dubai, шетање. Сега Хабиби come to Dubai. Снешка секогаш ми е задоволство кога си муабетиме и секогаш има инспирации за нови муабети, но времето е ограничено, ќе си оставиме нешто и за следно вклучување. Ти посакувам и понатаму многу успеси, убав живот и да се видиме наскоро и овде во Македонија. Па зошто не и come to Dubai? Поздрав Снеки, чао, фала ти. Поздрав многу до сите, поздрав се на љубаво, фала. Така, беше тоа нашата колешка, може слободно да кажеме, со оглед на тоа дека во Македонија работеше и како ТВ водителка и рековме како радио водителка во Антена 5, сега веќе диџејка во Дубај нашата Снешка.